четвртата станица на ова наше патување, така да темата која ќе биде предмет на нашето размислување гласи Исус те повикува на свој терен. Во претходното проучување синоќа зборувавме за оние 8 принципи кои Исус ги кажал и ги дал на својот народ. Сега ќе видиме како тие принципи Исус ги кажува на поединци и ги повикува Исус на својот терен. Всушност тој ќе отиде кај нив, но сепак тој сака овие принципи и за нас денеска да видат важни и да ги живееме во нашиот христијански живот. Ќе се позабавиме, значи, со 3 личности, односно 4, и ќе видиме како Исус го нашол патот до нивните срца, до нивните мисли и како тие луѓе се обратиле и тие дошле на Исусовиот терен. Така да ве повикувам да навистина со Божја помош ја разбереме вечерашнава порака и да донесеме добри одлуки во нашиот живот. На почетокот, пред да навлеземе во суштината, би сакал да се запознаеме со еден човек од Новиот Завет, а вие ќе погодите кој е. Тој е човек кој дошол ноќно време да разговара со Исуса. Како се викаш? Никодим. Значи, човек кој бил познат во општеството, во своето место на живење, бил член на Синедрионот, тој како да кажеме општинско собрание, како пратеник или како советник денеска што ние ги велиме. Така да играл важна улога во своето место на живење. Тој бил евреин, меѓутоа во длабочината на своето срце го сакал Бога. Го сакал Исуса, читал за него, слушал за него. Меѓутоа, знаете, и кај нас денеска постои некој страв понекогаш, да не видат комшиите, да не видат пријателите ако влезам во оваа просторија, ако отидам во оваа црква. Знаете, како луѓе ние понекогаш чувствуваме некој страв или страм. Овој човек, бидејќи го сакал Исуса, дошол на вечер, закажал средба со Исуса. Овој текст не може да го прочитате, ситни се буквите, но јас ќе ви раскажам за што станува збор. Значи, Јован, 3 глава, тоа го пише, вели меѓу фарисеите беше еден човек по име Никодим, кнез јудејски. Тој дојде при Исуса ноќно време и му рече: Рави, знам дека си ти учител дојден од Бога. Сето тоа тој го знае. Го признал Исуса за учител, за Господ Бог. Вели: ги знам твоите дела што ги правиш, ако не е Бог со него. Му одговори Исус и му рече: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди озгора, не може да го види Царството Божје. Никодим му рече: како може човек да се роди кога е стар? Зар може да влезе? Зар може повторно да се роди? Во смисол, тој мисли дека Исус зборува за повторно биолошко раѓање. Меѓутоа, подолу во текстот и во другите текстови надолу, Исус зборува за едно друго духовно раѓање, а тоа е ново раѓање. Всушност, овде Исус ни дава на сите нас, луѓе кои живееме на оваа земја, да направиме еден нов почеток, еден рестарт во нашиот христијански живот. Сите ние имаме свое минато, добро или лошо, падови. Меѓутоа, ете, Исус ни дава прилика да го тоа закопаме, да се ослободиме и да почнеме еден нов живот. И подолу текстовите велат дека Исус му зборуваше за ново раѓање со вода, не и со дух секако, а не она биолошко раѓање. Всушност, овде гледаме дека Никодим бил повикан од Исуса на тој терен, да дојде кај Исуса и да му ги каже овие принципи за кои ние синоќа зборувавме: благо на сиромашните, благо на гладните и така натаму. Веќе се сеќавате за што ние зборувавме. Токму ова вечерашно проучување, почитување, ќе видиме дека Исус сака да те ослободи тебе и мене од нашето минато. И затоа последиците на блаженствата треба да се видат секојдневно во нашиот живот. Еве што сака Исус да види. Вели: така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот татко кој е во небесата. Значи, кога ќе ги усвоиме тие принципи од Матеј 5 глава, неминавно тоа ќе се рефлектира во нашиот живот, ќе има промена. Не може да биде истиот човек како се сретне со Бога, односно со Христа. Не може. Мора да има некоја промена. И ние ќе видиме подолу во следните личности како тие луѓе доживееле средба со Исуса и биле променети. Може би во општеството биле најлоши, може би биле прогласени за навистина отпадници, грешници,
но средбата со Исус ги препородува, им дава еден нов рестарт, еден нов почеток. Всушност, ние како христијани не треба да ги подценуваме другите луѓе, да се правиме дека ние сме поголеми од нив, нешто повеќе знаеме. Во следниот пример, тоа ќе ни биде многу појасно кога ќе го проследиме, примерот на Том Селек. Не знам дали го знаете кој е тој човек. Ја не го знаев. Меѓутоа, читајќи, пронајдов дека овој глумец, актер, познат актер во светот, тој, например, играл главната улога во филмот, во серијата Магнум. И тој во својата автобиографија напиша многу интересни работи. Вели дека се шета во еден град, и градот го имам овде запишено, Хонолулу, не е важно, град прекрасен, убави плоштади, паркови, вели шетав и уживав. И налетав на еден брачен пар на јапонци. Знаете, јапонците ги има по цел свет. Тие носат камери претежно и стално се сликаат. Значи се сликаат. И вели додека шетав, тие ме запреа на патот и ми рекоа: господине, да не сликаш, бидејќи тие не знаеле англиски, некако со раце, со нозе, со мимика се, како да кажем, договориле си, објасниле дека сакат да се сликат. Меѓутоа, Том ги разбрал дека тие сакат него да го сликат. И тој веќе барал некоја позадина убава, застанал и да го сликат. Меѓутоа, тие рекле: но, ти нас да не сликаш. И на крајот, еве, се разбрале. И сега, вака вели овој господинот глумец Том. Подосна тој изјавил: секогаш кога сум во искушение да помислам дека сум најдобриот актер. Тој мисли дека е познат, па сакат него да го сликат. И тој вели: секогаш кога помислам дека јас сум најдобриот актер во Холивуд, секогаш се сеќавам на овој настан, а потоа ја наведнувам главата и си велам дека јас сум најважниот човек на светот. Односно дека јас не сум најважниот човек на светот. Може би допред тоа, да ги сретнал луѓе, тој си сметал дека е голем глумец и сакат сите него да го фотографират, но кога е доживел ова случка со овој брачен пар, тој вели: ја наведувам главата кога ќе помислам дека сум некој вреден глумец, дека јас не сум ништо. Така да, пред да ме влеземе вечерва подлабоко во нашата тема, би сакал, почитувани присутни, да кажам дека и денеска има луѓе кои се чувствуваат многу големи и ги подценуваат другите. Тоа не е добро. Пред Бога сите ние сме еднакви. Дали си учен или не учен, женско или машко, богат или сиромав. Ние сме сите, како што вели таму во Јован првата глава, сите синови, ја ќе додадам и керки, Божи. Сите ние сме еднакви, како еден родител може би има 5 деца, 10 деца, за него сите се еднакви. И затоа би сакал вечерва да ги наблюдуваме евреите како нација, како народ. Тие ги мразеле, ги подценувале околните народи. Посебно имале лош однос кон евреите, односно евреите кон самарјаните. Нивниот однос бил навистина лош. Толку ги подценувале, дури не сакале да се поздравуваат со нив. И затоа, еве, ние вечера ќе се запознаеме малце со евреите. Отврли предмет на презир. Значи, едноставно, толку биле во очите на евреите отврлени самарјаните. Но тие ги отврливале, например, и проститутките, целинарниците, губавите, ги исклучувале од јавниот живот, сите они кои отворено живеле во грев. Нивниот живот станувал предмет на исмејување. На жалост, Бог тоа не го одобрува. Ако били израелците Божи народ, но Бог тоа не го одобрувал. Така да, еве, ќе видиме како самарјаните можеле да живеат, а биле комшии со самите евреи. Значи, најпрво ќе се запознаеме со самарјаните, зашто тука ќе произлезе една жена, самарјанка, подосна ќе зборуваме за низината средба со Исуса. Самарјаните биле народ кој живеел во Израел. Кои били самарјаните? Од каде потекнуваат? Еве на брзина неколку историски факти. Името го добиле по населбата или местото, таа територија каде што живееле. Значи, Самарија.
главниот град на античкото Израелско царство. 722 година пред нашата ера асирците го покориле Израел. Израел бил со 12 племиња. Водени тие се скарали меѓу себе и се разделиле на 10 со 2 племиња, на северно и јужно царство. И така ослабнеле. И лесен плен били за околните народи кои постојано ги напаѓале. И сега асирците го напаѓаат овој дел од Израел и го покориле и ги одвеле главните фаци или главните луѓе и ги преселиле во друго место, а од Асирија донеле своји луѓе, семејства. Така да мажите се жениле со жените кои останале во Израел. И така се создала ова нација Самарјани. Значи мешавина од асирци и од евреи. Значи ја населиле Самарија со луѓе од источниот дел на империјата. Тие стапиле во брак со евреите кои останале во Израел и така се создала, да кажеме, ова нација во 722 година. Интересно, значи тие се полубраќа меѓу себе. Тие ги обожавале 5 книги Мојсееви, додека другите мали пророци не ги прифатиле. Имале мешавина од незнабожците и нешто од еврејската вера или наука. Така да, едноставно, имале своји богослуженија. Кога Израел се ослободил од робството и почнале го градат храмот, самарјаните се принудили да помогнат. Тие рекле, не, вие сте нечисти. Ние не сакаме вие да ни помагате. Значи, тоа евреите го одбиле. И настанал конфликт помеѓу двата народи. И затоа самарјаните сега треба некаде да се молат, немат храм. Во Иерусалим не можат, не смеат, не ги пуштат како нечисти и тие си соградиле свој храм на гората Герисим. Значи, на гората во непосредна близина на Иерусалим, тука тие си соградиле свој храм и имале своји богослуженија. Како што рекол, го држале Мојсеевиот закон, ги почитувале првите 5 книги од Стариот Завет, а пророчите книги ги отфриле. Но зеле нешто од незнабожците, имале некои идолопоклонички верување и ги вткаале во својата вера. Еве, уште некоја фотографија да видиме Самарија. Кога поминувате со автомобил или со автобус, ќе го видите тој град. Меѓутоа, градот како град нема некои интересни детали, освен едно место, а тоа е изворот или бунарот на Јаков. Тоа е гордоста во Самарија. Ден денес е сочуван наводно тој бунар каде што го направил Јаков, стариот Јаков уште во Стариот Завет. И тие го прифатиле тоа верување и едноставно доаѓале на тој извор и понеле вода. Значи, еве, денеска со кофа, знаете и бунар како изгледа, и тоа атракција, доаѓа туристи и тука едноставно тоа го гледат. Еве, како изгледа сега тоа место. Мислам дека има уште една фотографија. Добро, сега година понатаму имаше фотографија каде што се слегнува доле до извор да го видите тој бунар. Значи сега бидејќи имало од тоа време разни земјотреси, поплави и тоа е насукана земја, да кажеме, песок. Така да сепак тоа е направено како атракција за денешните туристи кои одат таму и тоа да го видат. Гледате овде сега го гледаме тој град, еве Самарија. Тука Исус ќе помине наскоро. Ќе видиме после во самиот текст. Тука тој ќе помине и ќе се задржи кај изворот, тој извор кој самарјаните го сметеле како светиња. А тука во непосредна близина е, рековме, и нивниот храм кој го изградиле. Понатаму, тука е и местото Сихар и уште едно место Сихем. Сеќавате Сихем од Стариот Завет кога Јосиф одеше да ги бара браќата? И вели отиде во Дотаим и Сихем и таму ги најде, кога ги носеше во торбата храна. Сеќавате кога го продадува, кога го фатија, кога го пуштија во бунар и го продадува на исмаилците. И Јосиф ќе отиде во затвор, односно ќе биде продаден, и знаете, сега ве враќам само на историјата на израелскиот народ. Но сето тоа е врзано овде во близина. Значи, сето тоа се случува овде. Еве уметникот како тоа го нацртал, таа средба, еве овде,
тој бунар, интересно, Исус ги праќа учениците во град да купат храна. Тој не сакал тие да му сметат кога ќе се сретне со жената Самарјанка. Исус однапред се знае што ќе се случи. Меѓутоа, тој сакал да биде сам, зашто повеќе мажи, ако се сретнат со жена во времето на Израел, тоа не било пријатно. Па и самиот Исус, кога ќе се сретне со жената ќе се зачуди како ти, маж, евреин, имаш право или можеш да разговараш со мене Самарјанка. Затоа ќе читаме подосна и текст од Библијата. Но како да е, Исус овде застанал во Сихар, тоа е местото Сихар, кај што се наоѓа бунарот на Јакова, да се сретне со ова жена и да ја запознае. Сихар, средба со Исуса. Исус поради жената Самарјанка сватил, значи во Сихар. Се одмарал крај бунарот на Јакова или Јакововиот бунар, додека учениците заминале да купаат храна. Се било подготвено од Исусова страна. Жената била несвесна на кој човек ќе најде. Жената стигнала без да знае што ќе се случи. И сега замислите, еве сликарот Глох, то многу убаво го нацртал. Ова цртана слика, знаете, не е сликана, меѓутоа ја доловува таа слика, тој настан, средбата на Исуса со жената Самарјанка, овде значи тој бунар или кладенец, така кажано народно во тоа време, но сепак место кај што тие ќе се сретнат. Жената кога дошла? Наутро или напладне? Напладне. По нивниот обичај во тоа време, и жените доаѓале наутро да помнат вода, за да има да сготват, да ги операт садовите, за домашните потреби во текот на денот. Меѓутоа, ова жена дошла напладне. Не сакала да сретне со светците. Ете, под наводниците оставим. Бидејќи самата жена ќе каже за себе каква е, какво има минато. Понатаму, што да кажеме, уште нешто. Се сретнала со најсветиот човек. Се сретнала, значи, со самиот Исус Христос. Имала чудно минато. Таа нема да го крие. Тоа ќе го каже и ние ќе го читаме од Библијата. Имала 5 мажи. И лицето со кое, човекот со кој таа живеела, едноставно не е бил маж. Како е да е, почнал тој разговор, ништо немало наместено, спонтано би рекол, почнал разговорот. Бидејќи жената имала ведро или кофа за да може да зафати, Исус тоа го немал, очигледно Исус ја начекал приликава да побара вода. Жената може извадила секако и сакала да се замине назад, а Исус љубезно и вели и бара вода. Може ли да добие малку вода да ја угасне својата жед? Во времето на Исуса, па и ден во Израел, и најголемите душмани, ако отидеш кај непријателот и побараш вода, тој должен ќе ти даде. Значи, нема да те одбие, без разлика што може би односите не ви се добри. Тој дури ќе те покане дома, ќе ти даде вода и ќе ти даде благослов со мир да си заминеш. И затоа Исус, знаејќи ги тие локални верувања, убаво да ги знаеме локалните обичаи. Убаво е, тоа годи на домашните кога нешто ќе ги поздравиш со нивниот поздрав или ќе направиш гест кој тие го прават можеби во својот верски живот. Исус тоа го знаел и побарал вода од жената. А жената како реагирала? Понатамо, Самарјанката одговара. Исус вели, дај ми да пијам. Исус бара од жената услуга да му даде да пие. Ваква молба, реков, на исток не се одбивала, секојаш била удоволена. Исусовиот пристап не е изненадувано. Едноставно тој така во спонтан говор тоа го кажал. Жената не приметила, а веќе влегла во разговор. Значи, жена која доаѓа напладне, да се сретне со маж, тоа било невообичаено. И тие немале некои така присни разговори маж и жена. Секој си ја бркал својата работа, ќе ја заврши и си заминува дома. И сега жената одговара на прашањето, дај ми вода, а таа вели, како е можно ти евреи од мене да бараш вода? Што сакаш од мене? А што Исус вели?
Може би во мислите Исус се уште тоа не го кажува. Исус е вели, кога би знаела за Божиот дар и кој е оној што ти вели дај ми да пијам, ти би побарала од него и тој би ти дал жива вода. Интересно, следниот текст е што вели. Зар ти си поголем од нашиот татко Јаков, кој ни го даде кладенецов? И тој самиот пиеше од него. Сега таа се повикува на Јакова. Разговорот малце го померува лево или десно. Таа се гордее дека тој кладенец е во аманет оставен на нив, зашто нивниот прапрататко Јаков го направил и го предал во наследство. А Исус во одговор и рекол, секој кој пие вода од овој бунар, јас би рекол од овој кладенец, пак е ожедни. А кој пие вода што јас ке му ја дадам, нема да ожедни довека, туку водата што ке му ја дадам ќе стане во него изворна вода, извирајки во вечен живот. Истина, тој диалог почнал да се продлабочува. Гледате како спонтано. Жената веќе не се препира, не се повлекува, него се подлабоко влегува во разговор. Исус од физичката вода ја води на духовната вода, што е многу поважна. Може би жената сакала Исус да ја направи водовод. И веќе таа после ќе каже, па дај ми Исус од таа вода. Може би сакала да ја помоги да спроведа чешма во дворот, зашто немало доле во Самарија вода. Луѓето доаѓале до овој кладенец и помнеле вода. Жената му рече, Господе, дај ми од водата за да не ожеднувам и да не доаѓам тука да нацрпам. Гледате, таа мисли за физичка вода. Ако ти, Исус, си таков моќен, добар мајстор, ајде спроведи ми вода во дворот, да не доаѓам овде секој утро или секој ден да нацрпувам вода. Меѓутоа, Исус сега веќе не е странец, Исус не е некој наминување, тој е сега близок, како пријател, како да се познават од повеќе време жената со овој непознат, а ние го знаеме дека е Исус. Во очите на самаријанката Исус станал повеќе од странец. Разговорот ти се допадна. Поверува дека го сретнал оној кој е способен да го пресврти низиниот живот. И навистина Исус го знае низиниот живот од А до Ш. И некои сегменти тој ќе ги рецитира, ќе ги каже. Таа ќе биде вознемирена малку, таа ќе биде изненадена како ти ме познаваш, како го познаваш моето минато. Секој негов збор е веродостоен. Не знае зошто, но верува во сите негови зборови. Исус за неа повеќе не е странец. И затоа Исус сега се пушта да го опише низиниот личен живот. И тука ќе биде мамецот, условно кажано. Тука ќе биде она што ќе се закачи да поверува во Исуса, дека го сретнала Месијата, дека го сретнала Спасителот на овој свет. И сега Исус вели, оди повикај го мажот ти, па нешто имам да ти кажам. А жената што вели? Одсечно, нема маж. Како немаш маж? Интересно, таа отворена е како книга. Таа кажува, немам маж. Исус, драги мои, знае се за нас. Исус го знае нашето минато. Исус го знае нашите болки, нашите проблеми, нашите стремежи, нашите терети кои ги носиме. И Исус тоа ќе го каже на жената самарјанка. И таа ќе отиде од тука олесната, како девојка до 18 години, ќе трче назад во градот. И ќе каже, луѓе, дојдете да видите го сретнат човекот кој се ми кажа. Таа ќе добие прошка овде. Таа ќе добие нова пресвртница во својот живот. Може би ние вече чувствуваме некој терет. Може би ние сме обременети од некој минато. Исус има модул, Исус има модус или клуч за да ни даде еден нов почеток. Како ни Никодема во почетокот што го спомнавме, подолу Исус му рекол, Никодем, ако наново не се родиш, не можеш да го видиш Царството небесно. Значи Исус ни дава по пат на водено крштевање, да го избришеме минатото, како со гумичка, бел лист, како ништо да не е било во минатото. Тоа Исус може само да го направи. И затоа Исус го воспоставил и тој обред на крштевање, баптизо, потопување, кога човекот ќе биде потопен во вода и кој ќе биде кренат, тој почнува од нула. Од нула почнува. И тој живот Библијата го нарекува новороден живот во Христа. Дојдеме понатаму.
Исус сега ја повикува на свој терен, но не сака Исус сама таа да биде. И затоа му вели, оди, доведи го машти. А Исус вели, односно жената вели, немам јас маж. И сега таа си размислила, сигурно тој човек е пророк. Жената му рече, јас немам маж. А Исус ја рече, право каже дека немаш маж, зашто си имала 5 мажи и тој со кого сега си не ти маж. Жената му рече, Господине, гледам дека си пророк. Интересно, може би некоја личност би побегнала кога некој би кажал, го знам твоето минато. И таа би побегнала или тој. Не сака да се соочи со некој работи. Не, жената стои, не бега. Се чувствува како да е прифатена во близината на Исуса Христа, како да ја одговара, како некоја струја небесна, Светот Дух продре во срцето нејзино и таа се чувствува толку пријатна. А знаете, тоа не го кажав кога Исус ја сретна жената. Жените во Самарија и во Палестина во тоа време биле многу вредни и не ценити толку. Станувале рано наутро. Додека сите спиеле, таа ќе замесе лед, ќе ги опере садовите, ќе спреме поедок. И цел ден биле на нога, што би се рекло. Цел ден би работела, да ги задоволи, тогаш се месеци да биле со повеќе членови. И замислите, ова жена која имала терет во својот физички живот, сега доаѓа тука кај Исуса. Не само физички што ќе се растерети, духовно, многу поважно, ние да се растеретиме од нашето минато. Исус ќе даде нова жена сега еден нов почеток. Разговарале малку за непријатни теми, секако. Кој е во право по прашањето на местото на богослужение? И тоа прашање го отвориле. И жената ќе каже, како ти да си постар од нашиот прататко Јаков? А знаете, Исус вели, да, јас сум постар, може би се насмејнал малце кога таа рекла, па нашиот татко Јаков, знаете кога живеел? А Исус вели, јас сум и пред Аврама, и пред Јакова, и пред Исака. Тоа се патриарси кои се народиле од Аврама. Но Исус вели, јас сум и пред вашиот прататко Аврам. А жената му рече, одем понатаму, тоа го читавме, доаѓа време, но доаѓа час и веќе тука кога вистинските поклоници ќе му се поклонуваат на таткото во дух и вистина, зашто таткото сака такви поклоници. Бог е дух и кои му се поклонуваат во дух и во вистина. Не е битно дали се молите горе на планината, на тој храм, дали се молите во Иерусалим, не е важно. Ако таму Бог не е присутен и од злато да е зградата не вреди ништо. Во Новиот Завет пишува кај што се двајца или тројца, кој е таму? Кој се молат во името Божие. Самиот Бог присутен. Бог не зависи од градбата дали е со злато постелен или не. Ако одите во Радовиш, има една црква таму, да не спомнам сега која верска заедница, но важно е тука десно кога ќе влезете, убава е. Навистина прекрасна градба, убав парк во дворот. Јас сум бил натре кога влегов да видам како е направена, која е структура. И од десната страна во Мевнир ќе го најдете туторот, човекот кој бил спонзор на градбата. Еден бивши политичар. Неговата икона е внатре, може би 2 метра. Библијата вели кога давате, што да не знае? Кога десната ќе даве левата. Значи, убаво да дадеме. И ова црква е некој донирали средства. Бидејќи црквата не печати пари. Меѓутоа, ако дадеме нешто, тоа Бог да го види, Бог да не благослови, да не бареме сега аплауз од луѓето. И тој човек, мислам дека е жив во Македонија, донирал средства секако, црквата е убава направена. Меѓутоа, што баре неговиот лик внатре? Да се луѓето клањаат. И затоа Исус вели, не е важно кај се молите, горе на тој храм или долу во Иерусалим. Ако Бог не е присутен таму, ништо не вреди. Значи, кај што Бога ќе го поканеме и кога ќе ги држиме тие негови принципи и правила, таму е Бог и ги благослова Бог таквите луѓе. Затоа се знае, доаѓа час кога вистинските христијани, вистинските поклоници ќе му се поклонуваат на таткото во дух и во вистина, зашто таткото сака такви поклоници. И сега разговорот понатаму следи. Интересно, Исус сега ќе закаже пресконференција, вонредна.
А жената му одговори: знам дека ќе дојде Месија кој ќе се вика Христос. Гледайте, жената читала во Стариот Завет, читала во книгата на пророк Малахија, читала во книгата на пророк Исаија, во Захарија и во другите пророштва, кај што зборува дека ќе се појави Месија, ќе се роди од девица, таа тоа го знаела. А била сега несвесна дека го сретнала тој Месија. Замислите каква привилегија. Исус за прв пат овде ќе се открие. Гледайте овде што пише, ќе се открие за Месија. Тоа е прв пат во Новиот Завет. И тоа на жена од другиот народ, не библиски народ. Значи, Исус за прв пат ќе ја призна: јас сум тој Месија со кој ти зборуваш. За прв пат Исус на оваа жена ќе се открие дека е тој Месија. И замислите каква радост. Устата, основата на жената се прикажал на низиното лице. Толку била радосна, толку била среќна. Еве каква фотографија нацртал уметникот. Погледнете. Сега се гледа, тоа е стомната или кофата што носела. Толку била воодушевена и радосна, што заборавила да му даде на Исуса вода. А целиот разговор почнал од што? Од потреба за вода. Оставила се, дури стомната. Не заборавила Исусовата молба. Дури заборавила да однесе вода дома. А може би мештаните или домашните кои ги имала чекале да донесе таа вода. Потрчала назад во градот, во истиот град во кој била отфрлена. Замислите какво лошо реноме таа имала. Сите ја гледале со посмев. Жените рекла: ја види, ја гледаш таа. Па и денеска не е поразличито. Ако си на маргините на општеството, ќе покажуваат со прст како нешто безвредно, а таквите Исус ги сака повеќе. Исус за таквите умре, вели. И затоа таа се враќа назад. Се враќа трчејќи. Може би брзо одела, брзо трчала за да ја пренесе веста дека сретнала човек кој се и кажал. Еве што пишува понатаму: ја однела радосната вест. Дојдете да го видите човекот кој се ми кажа, но не ме осуди, туку ми рече дека вистинските христијани ќе се молат со дух и со вера. Не е битен објектот, не е битно местото, битно е дали таму се открива Бог и неговата сила. Се однесуваше кон мене како кон кралица. Таа така се чувствува, драги мои. Замислите, оваа жена која била напатена, не само што работела како роб дома, еврејките многу работат и ден денес, а поготово тоа време, кога немало водоводи, кога немало вода, кога немало такви работи што денес ги имат луѓето и жените. Многу е лесната работата, да се готве, да се пере. Значи, жените во тоа време многу биле искористувани, би рекол. Сега таа тоа го заборавила, зашто добила прошка на своето минато. Добила нова страница, Исус ја отворил. Се однесувала како најсвекна жена на светот. И денеска има многу луѓе, многу жени кои се заробени во грев. Сега да не ги набројуваме разни гревови, разни проблеми ги носиме сите ни во нашиот живот. Сакам да ви раскажам еден краток пример на еден човек, пастор, човек кој работел, проповедал како е ние сега што се собираме, и така во еден град одржувал серија на библиски предавања. Човекот се вика Александар Бујон. Еве го. Тој е човек, напишал многу книги и во една од своите книги тој го напишал примерот кој го доживел во тој град, кој го одржувал библиски предавања. Вели еден ден одев по улицата во некоја населба од тој град и отедеш некој куќе почнало да лае по него, да го гони. А тој немал искуство со куќе. Знаете, и денес ако трчиш пред куќето повеќе ќе му даде сила да трче по тебе. И така тој не знаејќи потрчал, а дошло уште 3. 4 кучиња почнат да лаат по него. Бил уплашен, што да прави, почнал да ги отвора вратите по улицата, белки негде ќе влезе за да се засолни. Многу били заклучени врати, но една била отворена, отворил и се смугнал, влегол внатре. И тој вели, кога влегол внатре, тоа било во Сао Пауло. Вели, имаше многу таму сиромашни луѓе и криминалци. Тоа било место каде што имали доста жени со лесен морал. Или
Во таа прилика, кога кучињата почна да трчат по мене, јас влегов во една просторија на куќа и ја затвори вратата позади себе за кучето да не влезе по него. И вели, кога влегов натре, почувствував нешто чудно. Влегов во една соба полузамрачена, на масата имаше неколку светилки, а по креветите имаше расфрлени алишта, душици. И видов неколку жени во собата. Некои седеа поред масата, другите спиеа, се приметуваше доста и смрдеше, мирисеше на алкохол и на дрога. Тоа биле жени кои го работеле својот занет, би рекол. И така дека бев внатре, си реков, моето место не е овде. Почнали жените да му се нуда, да разговарат и тој рекол, Господи, јас сум проповедник, јас сум свештеник, моето место не е овде. Јас дојдов случајно зашто да се засолам од кучињата. И човекот излезе низ врата, ризикувајќи повторно да налета на кучињата. Но сепак, тука завршува кратката приказна. Следниот ден, проповедникот повторно поминувал низ таа улица, сега немало кучиња. И една таа жена која прва го примила внатре, која го приметила, кога разговарала со него, сега го препознала, вели, Господине Бујон, вие синоќе бевте кај нас? Да, вели, бев, ама моето место не е за таму. Но, Господи, ако сакате, дојдете вечера на предавање во градот, јас држам предавање за Господ, за Исус Христос. И рекла жената, добро, ќе дојдам. Пратете ме сега како ќе следи тој разговор со оваа жена, нешто слично како со жената Самаријанка. Дошла жената вака на предавање, скоро целото предавање го преспала. Меѓутоа доаѓа редовно. И како да спиела цело време, за сета селија таа спиела. И кога завршили предавањата, последната вечер, таа дошла кај пасторот, таму во ходникот со солзи, полни очи и му рекла следново, пасторе, слушај ме, пастор Бујон, може би мислиш дека јас сум ги преспала сите твои предавања и дека ништо не разбрав од тоа што го кажа. Но јас сепак разбрав се. И затоа сега ти се обраќам на тебе. Јас сепак сакам да разговарам. Дали знаеш, Господине Бујон, дека позади мене постои еден неуспешен живот? Неуспешен живот. Имам семејство, имам сопруг, имам деца, но повеќе сакав алкохол отколку нив. Отколку најблиските. Кога маж ми доаѓаш од работа, јас престанав да готвам. Се повеќе пиев алкохол. Се оддав на тоа пијанство. Бидејќи не можев повеќе да издржам дома, еден ден побегнав и станав проститутка. Но би сакал да го променам мојот живот. Сакам да се сменам. Сакам да свртам нова страница. Дали ќе се молиш за мене? Дали ќе ми помогнеш? Пасторот со жената се помолил и рекол, ќе покушам. Таа всушност го помолила пасторот дали може да направи средба со мажот, повторно да се врати во своето семејство. Тој рекол, ќе покушам, но ќе се молам за тебе, Господ да ти помогне. И замислите, човекот го нашол, пасторот го нашол човекот. Имал прва средба, тој не сакал да слушне за неа. Ни подразно не сакам да ја примам повторно. Меѓутоа, пасторот Бујон бил упорен, повторно направил средба со него и најпосле тој, како да кажам, се согласил да имаат средба. Замислете таа средба кога пасторот и жената седнале во една просторија и почнале разговор. И таа не се ни поздравиле, знаете, толку била напната ситуацијата. Не сакал тој да се поздрави со ним. Меѓутоа таа која го видела, клекнала пред него, клекнала и барала прошка
барала прошка од својот сопруг. Меѓутоа, човекот рекол, дали навистина ти си променет? Дали навистина ти си променет? Како да знам дека ти не си таа истата која беше, како што беше порано? И замислите, ја прашува, јас сум променета, рекла жената. Како да знам? Кој ти помогна да се променила? Исус ме промени. Јас се молив, плачев пред Бога и Тој ми прости. Јас сум сега нова личност. И знаете што рекол сопругот? Дојди кај мене. Јас сакам да се сменам, дода сопругот. Затоа дојди дома и да одиме заедно по тој пат по кој ти си тргнала. Драги присутни, браќи и сестри, дали ние вечерва може да почнеме еден нов почеток? Дали вечерва ние може да почнеме да свртиме една нова страница како ова жена што свртила? Може не сме такви како што таа жена била, но имаме своји слабости, имаме своји проблеми, своји пропусти, свој минато. Исус вечерва ни нуди еден нов почеток. Таа жена рекла, Господјата, Исус, благодарение на Исуса, Тој ми помогна. Јас сега сум нова жена. Јас сега сум нова жена. Господ и вечера може да ни даде, драги присутни, сила да навистина да отпочнеме еден нов почеток со Исуса Христа. Ајде се вратиме повторно за миг кај Ерихон. Ке ги споменеме Ерихонските ѕидови. Уште во Стариот Завет е спомнат градот Ерихон и Ерихонските ѕидови. Знаете, пред да влезат израелците во обетената земја, градот бил тука со тие големи ѕидови и неколку пати, знаете, кога израелците оделе со молитва и со труби свиреле и градот, односно кулите паднале, односно овие ѕидовите се срушиле и израелците влегле натаму. Еве денеска археолозите вршат тие ископувања и пронаоѓаат места кај што навистина Ерихон постоел, ги наоѓаат тие ѕидови кои денеска како неми сведоци стојат и го покажуваат минатото. Еве уште некоја слика да се подсетиме на тоа што се случило во Стариот Завет, но за нас е важно наставот кој сега ќе го пишеме, кој се случил во самиот град Ерихон. Еве уште една фотографија. Значи тоа е местото кај што Исус ќе го сретне човекот по име Захеј, човек кој навистина вредел во местото кај што тој живеел. Само да ги поминеме уште некоја слика. Во Ерихон нема што да се види денес како отидете, во Стариот Ерихон, но има едно дрво кое е многу важно. Тоа дрво ќе биде навистина запишано во Библијата. Подоцна ние ќе читаме дали е црница, дали е смоква, не е важно. Тоа било дрво кај што било употребено од страна на еден човек по име Захеј да се качи и да го сретне Исуса. Исус поминал низ тој град, а Захеј како градски човек ги знае сите информации дека Исус ќе помине тој ден низ таа улица. И еве го Исуса влегол во тој град, а со него толку луѓе постојано го пратиле. Исус ги сакал сите, и цариниците, и обичните луѓе. Кога влезе во Јерусалим, минуваше низ градот, Захеј, пребогат цариник, луѓето во исто време го мразеле и му завидувале поради богатството. Тоа се само стихови кои се дадени кај што Исус одел и во Јерусалим, но и во Ерихон. Значи, тој настан ќе се случи во Ерихон. Америги Караваџо, еве го опишува тој настан, кога го повикува Матеј цариникот. Значи сега враќам со Матеја, зашто и овој бил Матеј цариник, но и Захеј ќе биде повикан во своето работно место, односно кога Исус ќе му влезе во домот и тогаш ќе го повика да биде негов следбеник. Значи, еве, верно овој уметник го нацртал во овој настан кога Матеј седел во својата канцеларија бил повикан да биде негов следбеник. И еве го текстот сега да го прочитаме. Значи имало и позитивни примери на
царинарници. Не биле сите ко Захеј, кој 4 пати повеќе наплатувал данок. Овој бил честен човек, но работил таква професија. Исус и оттаму го повикува да биде, значи, негов следбеник. Исто така во Новиот Завет се спомнува царин кој се моли, кој го признал своите греви. Тоа го видовме синоќа. Таму во храмот, фарисејот кога се моли, вели, не сум како овој, не сум како оној, не сум ниту како цариникот, знаете. И која молитва беше услишена? Молитвата на цариникот. Така да имали добри луѓе кои имале таа професија. И тие биле повикани да го следат Исуса. Но сега Исус има нова мисија, да се сретне со еден нов цариник, а тоа бил Захеј. Тоа е негова мисија. Исус ги повикува да дојдат на негов терен. И тука тој може да им објасни целосно, да им го каже планот на спасението. Захеј бил голем човек, но со низок раст. Значи физички може бил ко мене. Нисок. Но по професија бил со висок ранг. Имал 2 агенции. Значи наплатувал данок и бил цариник. 2 агенции. Тој бил шеф на за него работели други луѓе. Слушнал тој ден дека Исус ќе помине во градот и низ таа улица. Тој ги знал сите улици. Ја знал точно улицата кај што Исус ќе помине. Си направил план. Може би дошло еден ден порано да го изгледа местото и видел тука едно дрво кај што ќе биде погодна прилика тој да се качи и да го види Исуса. Дури повикал, значи, еден цариник во кругот на своите ученици. Тоа се само реченици кои ни кажуваат дека Исус ги сака сите, дали си горе, долу, ниско или високо. Исус не поканува сите да дојдеме и да го следиме. Помислил, може би и тој има шанса кај Исуса да разговара со него. Гледайте, ако бил богат, имал се, имал агенција, царина, данок собирал, но душата му била празна. И денеска има луѓе кои имаат се, но во душата се празни. И затоа вечерва Исус е тука, да го пополни тоа место, твое и мое, и да живееме со него, не само овде, туку да продолжиме и во вечноста. Захеј сака да го види Исуса, сакаше да го види Исуса. Кој е тој човек? Слушал дека лекува, мртви воскреснува, прави чуда. Не е само да слушнеме, драги мои, туку и да се ракуваме, да бидеме во присуство. И Захеј не сакал само да го допре, ти си Исус, јас сум Захеј и да си за мене. Не, тој сакал да биде со него. Захеј поради својот низок раст бил спречен да го види Господа. Луѓето му го заклонувале погледот. Захеј ја ставил на страна својата гордост, бидејќи сакал по секоја цена да го види Исуса. Сакаме ли ние да го видим Исуса? Физички не можеме, но во Библијата е запишено се за Исуса. И ове предавања, Исус 8, така е серијата назначена, или да одиме по неговите стапки, ни помага да го запознаеме се повеќе и повеќе Исуса. Да го избришеме стаклото наше, на нашиот ретровизор, како синоќа што кажешме за жената која го видела камионот која следел. И нашиот духовен ретровизор понекогаш е замаглен. И не можеме да го видиме Исуса, да ги видиме неговите принципи кои се дадени, кои треба да светлат во нашиот живот. И не само во нас, туку и ние да светлиме и да бидеме патокази, да луѓето ги насочиме кон Христа. Еден само пример, пак ќе се вратиме после на Захеја. Еден човек работел во железница. На скретница. Знаете, има тие скретничари кои ги минуваат скретниците кога треба да подмине еден воз, трет воз и така натаму. Телефонот му задзвонил и добил наредба да ја префрли скретницата, бидејќи ќе намине брзиот експресен воз. И скретничарот ја взе лампата, ева е лампа, знаете она што ја мафта скретничарот, го запалил натре фенерот, ставил газија или петролеј и се упатил кон скретницата која го негде 200-300 метри. И тој почнал малки да трча за да побрза, бидејќи го слушал возот како не идува. Почнал за возот да свире. Меѓутоа, додека тој таму ја сртил скретницата, возот удара и во следниот воз кој бил таму паркиран, теретниот, и била голема катастрофа се случила. Дошла полиција, дошле инспектори да проверат што се случило.
Дали лампата не била запалена, дали скритичарот задостил, не ја свртил скритицата на време, скоро се било во ред. И на крајот, знаете кој бил виновен? Шоферот, односно овој машиновозачот. Тој бил обвинет, бидејќи тој страдал, бил обвинет дека не ги гледал знаците и не ја намалил брзината на време. Поминале години. Човекот, скретничар, бил свесен која е грешката. Односно, може би тој не бил свесен во тој миг, бидејќи тој ги извршил сите операции и задачи кои му биле поставени како скретничар. Значи, ја наполнил лампата, газија, ја запалил, ја зел и се упатил кон скретницата и на време ја тргнал. Меѓутоа, нешто било подруго. Човекот знае во што е проблемот и пред смртната постела дека лежал, ги повикал своите најблиски синот да отиде во полиција и да ги викнат тие извршители, односно тие кои го истражувале удесот, односно несреќата, да им ја каже правата вистина. И вака рекол: јас сум Господо виновен. Зошто? Зошто си ти виновен? Тој рекол: јас се направив како што треба, но стаклото беше замрачено и не даваше што? Светлина. Значи, лампата горела, но немало отсјај, бидејќи стаклото било затемнето. Тој требало на време да ги избрише тие замрачени стакла. Оној машиновозачот не го приметил фенерот со кој мафтал тој за да ја намали брзината. И тој со сета брзина удара во теретниот воз. Почитувани, ние сме должни да го избришеме и нашето стакло духовно, ако е заматено, со разни обичаи, со разни локални адети, со разни работи или примеси на христијанството, кои не се содржани во Библијата. На време тоа да го избришеме, за да можеме да светлиме. Зашто читавме синоќе, вели, вие сте светлина, вие сте град кој стои каде? На високо, и треба да светлиме. Ако ги припатиме тие принципи кои Исус ги кажал, тоаш навистина нашиот живот ќе светли. На жалост, се било во ред, сета операција била во ред, но стаклата биле заматени, затемнети и човекот, шоферот или машиновозачот не можел тоа да го примети и се случила голема хаварија. И сега, интересно, Захеј, се враќаме повторно. Ево и прилика, ова е тоа дрво во Израел ако отидете. Дали црница, дали е смоква, не е важно, важно било дрво. Истрча напред, се качи на дива смоква, за да го види зашто требаше да помине покрај неа. Рековме, со Исуса постојано било мноштво луѓе, па и овде имало многу луѓе. Но главниот човек во ова приказ на вистината се наоѓал горе на дрвото каче. Замислите, имал машина, бела кошула, сако, палто и качен господинот Захеј горе. Мисли дека никој не го гледа. И отеднаш поворката застанува овде. Исус не само што поминал низ улицата, туку и се и застанал кај дрвото и го погледнал Захеја во очи. Захеј сега се нашол во небрано, би рекле. Сите гледат горе. Исус му вели, и кога дојде на тоа место, Исус погледна нагоре и му рече: Захеј, слези бргу долу, слези, денес треба да бидам во твојот дом. И слезе веднаш и го прими на гости со радост. Ова е прво и единствено место и единствен случај кога Исус се нуди да биде гостин во некој семејство. Захеј воопшто не го ни поканил Исуса. Тој ќе се освести кога ќе се случи сета таа церемонија, кога Исус ќе замине, кога ќе биде пред дворот, пред куќата, цела редица стотици луѓе чекаат да им го врати данокот. И тоа ќе го направи Захеј. Ќе врати на сиромашните, ќе даде и 4 пати ќе им го врати. Захеј ќе остане гол, условно кажано. Неговата банковна сметка ќе остане празна. Но Захеј сега бил побогат, зашто го имал Христа во своето срце. Но исто заедничките ручици биле посебни моменти на близкост. И затоа многу е важно дали ние сме подготвени вечерва да го викнем Исуса
на наша собствена вечера. А сите кои го видеа тоа почна да негодуваат и да зборуваат, дојде во куќа на грешен човек да почине. Кога разбрали дека Исус оди во домот на Захеја, а црвеноlicите, значи оние делучниците, биле сметени за најголеми грешници во Израел. И сега Исус оди во едно такво семејство и му прави чест, луѓето полуделе. Буквално би рекол. Едноставно, негодувале, почна да негодуваат кога видеа. Но Исус не дошол на ручек, драги мои. Исус дошол да го обрати. Исус дошол да го очисти срцето на Захеја. А Захеј стана и му рече на Господа, гледайте сега што пишува. Еве Господи, половината од својот имот ќе дадам на сиромасите. Никој тоа не го кажал до сега. И ако сум зел од некого нешто, а зел, свесен е, вели 4 пати ќе вратам повеќе. И сега само на дигресија ќе ве подсетам за богатото момче. Друга приказна со друг човек. Каде паднал богатото момче? На што паднал? Па на парите, на имотот. Не бил подготвен да продаде се и да го следи Исус. И вели отиде. Жалостен момчето. Но Захеј го полага тој голем испит. Вели, половина ќе дадам на сиромасите. 4 пати ќе вратам на оние на кои сум зел повеќе. Захеј доживеал преобратување, драги мои. Успешно го полага, го поминува тестот што ова момче не го положила. Тој паѓа на тој тест. А Исус му рече, денес дојде спасението во овој дом. Зашто и тој е Аврамов син. Зашто човечкиот син дојде да го бари, да го спаси изгубеното. Сега Захеј станува Аврамов син. Дали сакаш да бидеш и ти Божи син и керка? Ако сакаш, кажи, Исусе, сакам да бидам. Знаете, ние сме како оној изгубениот син. Ние сме синови керки Божи, сите, пораѓање. Меѓутоа, на жалост, сме отишли во тој изгубен свет. Како она момче од приказната, таткото што имал 2 сина. Тој едниот отишол мислејќи дека таму е животот. Кога потроши се, кога јадеше храна од свињите, тоа му беше забрането. Тогаш вели, па јас имам татко, ќе се вратам назад. И ја знаете приказната, таткото го прифаќа. Приведува ручек, му дава прстен, нови алиште, нови чели, тој знае дека добродојден и дека еднаков во семејството. Таткото во приказната е Бог. Изгубениот син сме ние, јас и ти. И затоа вечерва Бог не повикува да дојдеме целосно кај него. Што се случило? Дали Захеј го купил спасението со пари? Да или не? Не. Него тоа е резултат на Божиот дух, кога човек ќе го прифати Христа, тој го менува својот карактер. Тој има друг поглед кон луѓето. Тогаш сите се еднакви за него. Исус вели, денес дојде спасението во твојот дом. Се уште парите не биле вратени, ниту на сиромасите, ниту на оние кои чекале цела колона. Тек подоцна, кога разбре дека Захеј се обратил и дека е подготвен да врати пари, може да ја видиме цела колона која чека. Луѓето рекле, одете, Захеј ги враќа парите. Захеј го враќа данокот. Ваквиот став бил последица на спасението, а не услов. Денес Исус не вели, ако се добар, тогаш ќе те приемам во Царството небесно. Не, Исус вели, дојди таков каков што си. Со сите грижи, со сите проблеми, со сите болки, со сите маки. Во Матеј 11 глава вели, дојдете кај мене сите кои сте уморни и утоварени, јас ќе ве одморам. И сосема на крај за вечерва ќе го прочитаме еден од најубавите текстови во Новиот Завет, Откровение 3:20, кај што Исус вели, еве стојам на вратата и чукам. Дали го слушате тропањето на Исуса? Дали вечера го слушате Светиот Дух кој вели, ова е патот, отвори својата врата. Кој ќе го чуе мојот глас и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. Дали сме спремни, драги мои, да отвориме вратата на нашето срце, на нашиот дом, на нашата куќа, или пак ќе кажеме, добро Боже, сега сум зафатен, мора на свадба да одам, мора на погреб да одам, купив волови или купив трактор да го пробам,
Или треба на свадба дода. Знаете она приказата од Библијата. Или пак ќе кажеме како Исаја што кажал, кога Бог рекол кој ќе отиде, што рекол Исаја? Еве мене, испрати ме мене. Еден човек се молел за нова година да му дојде Бог на дочек на новата година. И Бог му рекол, добро, ќе дојдам. И дошла нова година, како сега навечер, тој се приготвил, се искапел, се стокмел, направил вечера, светилки, елка, се тоа што се приготвува за нова година. Негде после зајди сонце, некој задзвони на вратата, некој просјак со стапче, торба, тој гледа преку џамот, не е тоа Бог. Бог треба да биде другаче да изгледа. И не му отворил. После неколку 2-3 часа друг задзвонува, повторно сиромашен човек и тој го гледа, тој не може да биде Бог. И дошло 12, прекршил стрелките, човекот веќе се вознемерил и рекол, клекнал и рекол, Боже, те чекав, ти ми ветија не дојде. А тој вели, јас бев 2 пати, но ти не ми отвори. Драги присутни, ја не знам во кој облик ќе дојде Бог, кај твоето срце и моето. Но Исус Бог има свој заменик, а тој е Светиот Дух. Бога не може да го видиме. Исуса не може да го видиме сега. Но може да почувствуваме силата на Светиот Дух, третото лице на Божеството, кој ќе дојде и сака да биде со тебе. Всушност, Исус ќе биде наш гостин. А знаете, реков на исток, вечерата е нешто најсвето. Кога ќе те стави домакинот на предното столче, ти дава чест, те уважува, те смета за еднаков од семејството. Ти си тука на ручек. Тука, кај старите евреи, за време на вечерата се правеле планови, се правеле договори, утре кој кај ќе оди да работи, ќе работи. Децата што ќе работат. Тука за вечерата. Тука се помирувале ако во текот на дента се скарат меѓу себе. Тука се измируваат, зашто Библијата вели да не ви зајде гнев во вашиот живот. Сонцето да не зајде во гневот ваш. Зашто тука треба да се измират сите работи и да се отиде на починок. И утре да се стане на нов живот. Вечерва Исус вели, тропам на твоето срце. Дали ќе го отвориш? Дали ќе го отвориш или не? Еден човек, сушност човек, тој е кралот на Англија, со својата жена еден ден попладне тргнале во прошетка. Царот се обликол во обишњалиште, кралот и кралицата се шетале без она стража, пратне, знаете, ние ги прати постојано некој со нив. Меѓутоа додека оделе, жената некако се спекнала на камен, паднала и се исчашила ногата. Ние би рекли и се ја шинала, знаете, колку тоа боли. Тој бил кралот на Англија Едвард VII. Ништо не ги простанувало, тој ја кренал враце и отише до првата куќа да побара помош. Задзвонил на вратата, на звончето, тропнал и отеднаш однатре нешто се слушнало. А тој рекол, тој рекол, кој е? А човекот, кралот рекол, јас сум кралот Едвард, ми треба ваша помош. Ве молам, отворете. Внатре настанала кратка тишина. Не се шегувај со мене. Јас сум чесен граѓанин. Бегај од мојата врата, зашто ако ја земам пушката, тешко на вас. До тогаш со кралот никој така не се однесувал, така дрско да му одговара. Но човекот не знал кој стои позади вратата. Си мислил дека некој се завитлава со него, се шегува. После неколку секунди или минути, повторно кралот почнал да тропа да бара помош. А тој повторно од другата страна, зарем пак ви реков, отстапете, тешко на вас ако излезам. Човекот не знаше да прави. Жената седела таму, почнал да плаче, ја болела ногата и притиснат од болката на жената, човекот повторно кралот затропал на вратата. Ви треба ваша помош хитно, ве молам,
ова го кажува вашиот крал. Бегај од тука и тоа што поскоро. Меѓутоа, по трет пат човекот тропнал, односно кралот, и однатре се слушал човек кој репетира пушка. Лут некако излегува, ја отвора вратата и кога ги видел се стаписал. Го видел кралот и кралицата на нивната земја. Клекнал и рекол: извинете, што можам да сторам за вас? Кралот рекол: жената падна, се ја повреди ногата, ве молам, повикајте помош. Побарајте помош. А вие, рекол човекот, седите во мојата соба, одморете. Тука завршува приказната. Меѓутоа подоцна, после повеќе години, овој човек, кој не знаејќи го прима кралот на државата и кралицата, кога се среќавал со своите пријатели, познаници, еве што кажал: само замислете колку бев глуп, за малку ќе ја пропуштив можноста кралот на мојата земја да го внесам во мојот дом. Драги мои, да не се случи тоа со нас, да го пропуштиме кралот, кој вели: стојам на вратата, замислите го Исус да тропи да бара помош нешто од мене. Како кралот што барал од овој човек. Дали сме спремни да отвориме вратата вечера? Јас нема сега да ве натерам да гревате рака, но во вашето срце кажете: Исусе, ја отварам вратата, влези, да не бидам тој глуп како овој човек кој несвесно не знае кој стои зад вратата, иако тој му се представи дека е кралот на Англија. Меѓутоа мисли дека некој се исмејува со него. Исус вечера стои и озбилно вели: тропам на вратата, чукам на вратата, ако го чуете мојот глас и отворите вратата, ќе влезем при вас и ќе вечерам со вас. Нека Господ ни помогне да на нашиот крал вечерва, кој чука на нашето срце, да му отвориме, зашто тој тогаш не кани на негов терен, како што ја поканил жената Самарјанка, како што го поканил Никодима, како што го поканил и Захеја, тој те кани и тебе, да дојдеш на неговиот терен. А тој терен еден ден ќе биде стварност, кој ќе дојде Исус, ќе бидеме на новата земја, кај што тамо вели ќе имаме многу подобри услови за живење. Павле вели што на око не дојде на човекот. И ово не слушна, такво нешто приготова Исус за нас. Нека му слава на големиот Бог. Амин.